Судењето против лидерот на СДСМ Зоран Заев за случајот подкуп е одложено за 4 мај. Одбраната побара копии од доказите кои досега не им биле доставени. Адвокатот Филип Медарски рече дека досега направиле само увид во доказите, но не добиле и копии од нив, кои како што рече им се потребни за да ја подготват одбраната. Одбраната се сомнева дека доказите што се обезбедени со посебни истражни мерки не се прибавени на законски начин. Јавниот обвинител од обвинителството за гонење организиран криминал и корупција Владимир Милошевски рече дека по покренување на обвинението ги доставил доказите во судот. Доказите прибавени со посебни истражни мерки се изготвуваат во еден примерок, рече Милошевски, а тој примерок се наоѓа во судот. Судијката Дијана Груевска-Илиевска го одложи рочиштето и му наложи на обвинителството да и предаде копии од доказите на одбраната. Побаравме согласно законот нашето право да ни биде овозможено да добиеме докази на кои што јавното обвинителство го темели своето обвинение против мене за подкуп. Тоа право судот го прифати, ќе ни биде овозможено да добиеме препис или копија од доказите на основа на кои што се цитирани во самиот составен дел на обвинението, за да можеме да влеземе со воведни зборови на 4 мај во 10 часот, каде што ќе почне судското рочиште преку воведни зборови на нас како одбрана и воведни зборови на обвинителството. Првото рочиште за случајот подкуп беше закажано за 25 јануари минатата година, а од тогаш имаше повеќе одложувања за старт на процесот, поради како што тврдеше одбраната службени обврски на Заев. Според обвинителството, Заев во својство на градоначалник на општина Струмица од струмичкиот бизнисмен Иван Николов побарал подкуп од 163.924 евра, односно по 2 евра за 1 метар квадратен. Градежно земјиште во Струмица, за кое Николов бил заинтересиран да го приватизира.